Во пристаништето Пиреја стотици демонстранти протестираа пред седиштето на Грчката крајбрежна стража и граничната агенција на Европската унија Фронтекс, држејќи транспаренти на кои пишуваше убици. Најсмртоносната мигрантска несреќа во Грција во последните години предизвика обвинувања дека властите не направиле доволно за да помогнат. Бродот испловил од Либија со 750 луѓе на него. Оваа снимка е направена од авион на Фронтекс, кој го покажува бродот во близина на Грција утрото на 13 јуни. Грчката крајбрежна стража најпрви не рекла дека бродот бил на стабилен пат кон Италија, па затоа не интервенирала. Подоцна соопштила дека се обидела да му помогне на бродот со мигранти со прицврстување на јаже, но дека мигрантите го одврзале. Оваа снимка е направена од брод кој се пренасочил за да им помогне на мигрантите подоцна истиот ден. Екипажот понудил вода и храна. Се чинело дека бродот со мигранти имали проблем со моторот. Бродот потонал подоцна истата ноќ во грчките води. Многу преживеани велат дека бродот изгубил струја неколку часа пред да потоне. Обединетите нации побараа истрага. Барањето го повторија и групи за човекови права, кои велат дека сведочењата на преживеаните се во спротивност со верзијата на настаните на крајбрежната стража. Преживеаните велат дека им било дадено јаже, но дека причината за инцидентот е тоа што бродот тргнал на погрешен свиок и потонал. Сметаме дека е навистина од суштинско значење да се спроведе соодветна, независна и ефикасна истрага. Од воздушните снимки можете да видите дека се работи за непловен брод. Вие сте должни да интервенирате. Ова е ваша должност. Грција и понатаму инсистира дека мигрантите не побарале помош и не биле во животна опасност се додека не потонал бродот. Грчката полиција уапси 9 осомничени, сите египетски државјани, за кои се верува дека биле на бродот. Критичарите велат дека за ова виновна е и европската миграцијска политика. Се додека немаме доволно политики во Европската унија за безбедни легални рути, ваквите опасни патувања ќе продолжат. Преживеаните биле однесени во овој мигрантски камп на копното, но и покрај тагата има и повремени моменти на радост, кога преживеаните се обединуваат со најблиските. Стотици луѓе се водат како исчезнати, за кои се претпоставува дека се мртви. Нивните најблиски бараат правда.